mi ja i dade sila da stanat sinovi Božji so naslednici. Deset je pa prošlo gorkom životom, mal pumina ona ognja. Ja sam dobri od kazni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. За секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И со радост ке ти служам, ти си внатре во мене. И со радост ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. Видите, целата суштина е дали вистински си влюбен. Нели, дали вистински си заљубен? Дали вистински си ти во Исус? Не е тоа проблемот само во мислите. И потоа ќе дојдеме до тие моменти. Те сакам, Господи Исусе Христе. Татко мој, зборува и денеска низ мене. Нека Твоето живо слово го оживее мојот дух, да бидам вистински сад за свечена употреба, да бидам светлина на светот, да изрекувам живот на секаде каде што се држам, каде што се движам, да се држам за Тебе со појасот на вистината, стегнат за Исуса. За секогаш Исус, пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене, во срцево, во душава, Исус живее. Исус ме оживува, ме сака. Исусовиот разговор со Никодим. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим. Кај си бе, братче? Началник јудејски. Пазете, началник. Дојде кај Исус ноќе и му рече, рави, му вели, учителе. Пак ќе дојдеме до тоа. Знаеме дека си учител дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Видете сега, Никодим е представник на Синедрионот, на фарисеите, на садукеите, на израелците, на телото на управување на верската заедница. Тие знаат дека е од Бог, но сепак го распнаа. Пазете, требало долго да се најде таков народ, да се изнајде, кој ќе може да го распне семокниот Бог. Исус му одговори, вистина, вистина ви велам, ако некој не се роди од озгора, тоа е проблемот, ти не си роден од озгора, тие не се родени од озгора, а мислат дека го знаат Словото. Не може да го види Царството Божјо. Царството Божјо е Исус. Ако до вас дошло Царството Божјо, ако јас истерувам демони, нели, Царството Божјо е во вас внатре. Да му дозволиш, да му дадеш простор, да ослободиш простор во срцето. Никодим му рече, како може човек да се роди кога е стар? Стар, што? Стара природа? Не може. Зар може повторпат да влезе во утробата на мајка си да се роди? Не може да се роди. Првен треба да умре. Ете, тој е целиот проблем. Дали ти си достоен? Дали сакаш да се откажеш од себе си и да се фатиш за Исус, да се накалемиш? Исус му одговори, вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода, да се родиш од вода значи да станеш човек, да се родиш од утробата на мајка си. И дух, да се родиш од вода значи од жива вода, не од телесна. Те сакам, Господи Исусе Христе. Не може да влезе во Царството Божјо, да се родиш од вода, не да се капеш. Зашто роденото тело е тело.
Да се капеш секој ден се раѓаш ти? Не. Еднаш се раѓаш од мајката и вториот пат се раѓаш. Имаш родение во Исус, во Духот. Не може да влезе во Царството Божие. Роденото тело е тело. Телесен човек. Телесен човек е Никодим. Еве. Роденото од дух е дух. Духот те преплавува и те води. Не постапуваш по своја волја. Затоа не чуди се што ти реков. Вие треба да се родите од озгора. Сите. Сите што мислите дека сте христијани, што сте делумни, живеете во стариот човек. Ветрот дува каде што сака. Гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде оди и на каде оди. Така е со секој човек роден од дух, бидејќи духот те води. Не постапуваш така. Како ќе направиш ти сега? Не знам, чекам водство. И во заедницава, додека се порамнуваме, често ми поставуваат прашање, зошто вака правиш, зошто така? Јас им велам, чекам водство од духот. И ти сега можеш да мислиш дека чекаш водство од духот да си постапуваш по свое. Да. Но по делата ќе ги познаете. Кои дела? Па завети, песни, исцелување, пророштва. Никодим му одговори и рече, како може тоа да биде? Видете, Исус одговори и му рече, ти си учител Израилев. Па тоа ли не го знаеш? Како е можно да не знаеш? Па затоа што со своје знаење, со свој ум. Вистина ти велам, ние зборуваме за она што го знаеме и сведочиме за она што сме го виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборувам и не верувате, како ќе поверувате ако би ви говорел за небесните? Никој не се искачил на небото, освен соној кој слезе од небото, Синот човечки кој е на небото. Да видам некого дека ова па ќе поверувам. Па видоа апостолите. Блажени се оние што не видоа. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. Како што Мојсей ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки. Мојсей со халдејските жреци, да секој што верува во него да не загине. Секој што верува во него. Е тоа да веруваш во него е интересен момент. Ти мислиш, верувам, да, верувам. Верувам дека ќе биде така, па не биде. Верувам дека сум, па не. Верувам вака ќе биде, верувам, а не веруваш. Значи, нема да загине, ќе живее живот вечен, зашто Бог толку го возлюби светот. Тоа се неговите деца паднати, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине. Никој ќе настане прв проблем да се гледа дали ти веруваш, дали ти остануваш во него, дали си со појасот на вистината препашан со Исус, се држиш за Исус, дали го вадиш штитот на верата, оклопот на праведноста, не осудуваш. Дали секоја мисла е покорна на Исус Христос, туку да има живот вечен, зашто Бог не го испрати својот син за да му суди на светот. Ти си веќе осуден. Светот да се спаси. А тебе не ти треба спасение, ти си спасен веќе, исцелен си. Една блишка соработничка ја удри кола, точако дојде со кривење, ја земав на после тоа средбата. Се помоливме во кола и однесо во болница, не отишла во болница, си отишла дома, подобро е, но меѓувреме испила едно апче. И векам, Исус те исцели, и таа ми вели, од апчето ми помина. Исус се напомаш. Видете? Кој верува во него нема да биде суден. Ниедно апче нема да ти помогне, ако не е волјата на Исус, на Создателот. Кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Син Божји. Името е Исусе, 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 Исусе. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот. На луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Никодим доаѓа ноќе кај Исус. Затоа што да не го види никој, ако дошол сам тајно, или испратен од Синедрионот да истражи, па тој на крајот ќе видиме што се случува со него.
Зашто оној што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукови. Оној што твори вистина, што е во единство со Исус, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бог извршени. Делата ги врши Бог, Отецот во тебе. Ти сам ги вршиш, себе праведен. И одиме Јован 20. Да го објасним овој принцип темнина и светлина. Кој ќе ме признае јавно пред луѓето? Дали јавно го признаваш Исус или тајно? Положување во гроб, Исус е распнат. Почина, ајде душата и духот ги предаде на Отецот. Телото виси на крстот. Потоа Јосиф од Ариматеја, Јован 20:38-42, кој беше Исусов ученик, но тајно, поради страф, во љубовта страф нема, од јудејците го замоли Пилат да го симне телото. Пилат му дозволи, тој дојде и го симна телото Исусово. Кој ќе се откаже од мене пред луѓето, јас ќе се откажам од него пред Отецот небесен. Кој ќе ме признае јавно пред луѓето, јас јавно ќе го признам. Пазете, дојде и Никодим, еве го пак началникот од Синедрионот, кој порано беше отишол ноќе кај Исус, донесе околу 100 литри смеса од смирна јалој. Дојде да го погребе, зашто утре ден е Пасха. Пазете го, на друго место вели 34 килограми миризливи смоли донел во другиот препев. Веројатно е тоа скапо. Го зедоа телото Исусово, го завиткаа во платно со мирисите, како што е обичај кај јудејците да погребуваат. На она место каде што беше распнат имаше градина, во градината нов гроб во кој уште не беше никој полаган. Таму го положија Исус поради петокот јудејски, зашто гробот беше близу. Оти утре ден е сабат, сабота, и тие ќе слават, ќе празнуваат. Што ќе празнуваат? Кога го распна семокниот Бог. Значи, израелците знаат дека тој е Бог. Знаете, никој не може. Знаеме дека си учител, Јован 3:2, дојден од Бог, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него, во тебе. Ете, тоа се тие моменти. Што правиш ти, што правам јас? Значи, тие знае и го распнаа. И потоа слават Пасха. Како до исцелување во Исус. Тој е учителот, ги слегува овие, јас ги запишувам. Што ни остави Отецот преку Исус во Словото, кој е дух. Словото е дух и живот. Матеј 12:22-29. Грев против светиот дух е одбивање на Исус. Одбивање на духот да направат сокровиште Отецот и Исус во тебе, во срцето. Непослушност и непокорност, тоа не се простува ни на овој, ниту во идниот век, се додека не кажеш во срцето, благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Тој е тој момент. Благословен е оној, го отвараш срцето и тој се населува. Не е тоа поезија и теорија. Одбивање на учител, пророк, сведок е грев против светиот дух. Знаеш за Бог, а грешиш. Давид знае за Бог, поставен, избран, го убива Урија, спие со неговата жена. Овој пример често го кажувам. Таа е трудна, жената на Урија. Давид се моли за плодот, детето умира, се отплаќа по Стариот Завет. Што си правил, тоа ти се прави. Тоа е врзано и со исцелувањата. Откако плати со смрт, иако се молеше, Давид доби друго дете, Соломон, кој го изгради храмот. 12:22-30 Матеј, каде што се чуваше ковчегот на заветот. Денеска е урнат тој. Исус исцелува бесомачен, слеп и глув. Бесомачен, исполнет со бесови. Прогледа, проговори, овој се смири, другиот. Тие што го распнаа, го обвинуваат отие со Велзевул, началникот на демоните.
и вас ќе ве обвинуваат. Исус вели дека сатаната не се изгонува сам себе. Сам себе. Има таков момент на кратко. Им зборува за Царството Божио. Внатре, во мене, во нас. Царството Божио. Слава ти, Исусе. Во срцата. Царството Божио. Во срцата. Ми слезе од носот. Тоа значи Исус и Отецот да направат живеалиште, сокровиште во срцата наши, исполнето со сила, љубов и дух. Тој е христијанин. Матеј 12:44-45 Исус им го објаснува принципот на изгонет нечист дух од човек кој бара место за спокој и се враќа кај оној кој излегол. Наоѓа празен дом, значи без Исус во срцето. Се враќа со 7 други духови. Така човекот е во уште полоша состојба. Како да се задржи исцелувањето? Па само ако Исус се насели во тебе. Инаку ти си населен со друга природа. Само да му ги дадеш клучевите на Исус од твоето срце, да не бидеш свиња која се враќа во калта на стариот телесен човек и песот кој се враќа на блуеницата. Матеј 14:13-21. Исус нахранува со 5 леба и 2 риби преку 5000 мажи покрај жените и децата. Се е можно за оној кој верува. Значи, духот оживува, духот може да му командува на телото. Во духот му велам исцели се, да се исцели оваа рака. И таа се исцелува. Се разбира, треба да го направиш другиот принцип, покајување, простување, неосудување, неговата волја во твојот живот. Така може со вера во Исус да се намножи се. Од 22 до 33 стих. Се може да се намножи. Се е можно. Се, разбирате? Ама треба да веруваш. Верувам, да, ја сама види сега. Да, што да видам? Чекај јас да појдам ваму да проверам нешто. Ти треба да стоиш на свето место, да ги собиеш обувките стари, Исус да ти ги измие нозете, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот, да благовестиш мир, тоа значи без Исус да не одиш никаде. Има бура во морето, учениците се во коработ, го гледаат како оди по вода Исус. Исус им вели: не бојте се, не плашете се, јас сум, не плашете се. Петар посакува да дојде до Исус по водата, што и да побарате, барајте, ќе ви се даде. Исус му вели: дојди. Кога исчекори во водата во силен ветер, тоа е некој притисок, било што, не мора да се мисли само на бурата, се уплаши, почна да тоне и извика: Господи, спаси ме. Пазете, тонете во секоја ситуација ако немате вера, доверба до крај и се плашите. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Те сакам, Господи Исусе Христе. Маловернику, зошто се посомнева? Малку вера, малу вера, недоволно доверба во Исус. Сомнеш те спречува. Ветрот сопре. Исусов сотрудник има власт и над стихиите. Но немој да се сомневаш, синкот човечки. Во кого се сомневаш? Во Исус, во Господ, во Таткото. Кој се сомнева, ова сум го кажувал, во тебе? Кој се сомнева? Матеј 15, 27, 28. Жена Хананка, не еврејка, излезе од оние краишта. Кои краишта? Па оние. Повика кон него, кон Исус.
излезе и повика со сето срце, ум, душа, сила: смилувај ми се, Господе, сине Давидов, смилувај ми се. Од каде знае дека е Господ? Не се сомнева. Знае, бара лек за керкај која жестоко ја мачи демон. Исус не ја одговара веднаш, таа продолжува да вика по нив, Исус и учениците. Тврда вера, не се откажува. Учениците го молат да стори нешто. Тоа е она четворица носат фатен. Значи, можеш ти да молиш за некој. Остани упорен. Ке добиеш известување. Исус и вели дека е пратен на жената само кај загубените овци на домот Израелев. Тоа се тие своите кои ќе го распнат. А потоа го праќа апостол Павле кај македонците. Ех, македонци, да повикате кон Исуса ќе се оправите, ама вие си терате. Старите со своји човечки преданија, ја отврувате Божјата заповед. Таа му пристапи, се поклони. Жената му пристапи, се поклони. Кому му се поклонуваш ти? Му велеше, повторуваше: Господи, помогни ми. Не сопре да моли тврда вера. Исус и рече дека не е добро да се земе лебот од децата, духовна сила, храна, и да се фрли на кучињата. Се мисли на израелците. Да се земе од децата, синови ѓаволски, кучиња и свињи. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ги отвараш овие слова и те љубам и нема да сопрам да те љубам, зашто љубовта никогаш не престанува. Господи, помогни ми. Жената не сопира да моли, тврда вера. Исус и рече дека не е добро да се земе лебот од децата. Се мисли на израелците. Духовна храна зборува, сила и храна, не зборува за физички леб, за материјален. Одговара дека и кучињата, жената му одговара, и да се фрли на кучињата лебот. Кучињата, песот се враќа на блујаницата. Карактери на луѓе кои не ќе да се промени. Синови ѓаволски, кучиња и свиња. А жената му одговара дека и кучињата јадат од трошките кои паѓаат од трпезата. Тие јадат трошки на Господарот, на господарите. Како е слика. Исус ја вели: О, жено, голема е твојата вера. Од душо, од цркво, о заедницо, нека ти биде по желбата твоја. Видите, верата покрива. Верата поместува планини, нели? Стани и фрли се во мене, но треба да останеш во неа. Не сопира да моли. Жената е уверена. Пазете сега. Нека ти биде по желбата твоја и во желбата твоја во тој час оздраве ќерката нејзина. Видете, не и беше одговорено веднаш. Остана до крај, претрпи до крај. Жената е уверена во Исус дека е Господ, дека може да ја помогне. Не трча на друго место, не сопира да моли, не отиде сега на друго место во ординација или во политиката. Излезе од оние краишта, старите, повика кон него, второ ниво. Пристапува кон Исус, трето ниво. Му се поклонува и останува со тврда вера. Тврда вера. Во голема вера и Исус ја исцелува керката, може да значи црквата, душата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Прави и ти така, сотруднику за слава Исусова. Ите, ние го имаме тој момент. Се враќаме повеќе. Јован 3. Никодим е началник јудајски. Доаѓа тајно кај Исус. Доаѓа тајно без да знаат тие. Или доаѓа да преговара, како што не вели еден сотрудник, Трифон од Австралија. Суштината е иста. Доаѓа тајно. Кој оди дење не се сопиња. Кој оди со мене, оди по светлина. Јас сум светлината. Тој доаѓа во темнина.
И му вели вака: Рави, знаеме дека ти си учител. О, Исусе, на помош. Дојден од Бога. Знаат дека Исус е дојден од Бог. Зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти. Ако Бог не е во него, со него. Сега јас ве прашувам, тие потоа знаат дека е Исус од. Тој е началник во синагогата, тој е началник јудејски. Го распнаа се мокниот Бог. Ке изберам народ, дела 15-14, мислам беше, што ќе го прослави моето име во еден препев. Потоа апостол Павле го сонува Македонецот 16:9, дојди во Македонија и помогне. Видете? И потоа доаѓа да го погребе, да се затури трагот. Никој не веруваше дека Исус ќе воскресне. Јосиф од Ариматеја го зета, тајно веруваше. И тоа е тајно. Кој ќе ме признае јавно пред луѓето. Дојде Никодим кој беше донесел Смирна со големи пари. Дали продал нешто свое или е пратен да го погребе семокниот Бог? Пазите го овој момент. Овде вели 100 литра смеса од смирна и алој, во другиот препев во Гидеони, мислам, 34 килограми мирисливи смоли. Да го погребат во гроб, да ја завршат приказната. Апостолите не веруваа дека е воскреснат. Доаѓа им кажуваа неколку пати. Од кога им се појави Исус, мир вам, тие поверуваа. Пазете, ниту Никодим верува, иако е фарисеј. Знае тој дека има живот после смртта. Садукеите не веруваат во тоа. Те сакам Господ Исусе Христе. Видете, тоа е она црковна структура. Со устата исповедуваш, веруваш, а со срцето си далеку. Пазете го тој момент, далеку од Исус. Тврдо срце, тесно срце, нема место во срцето за Исус. Сосема спротивно е ти да се отвориш, да му дозволиш тој да те учи, да ти дава текстови, да те поучува, а ти да бидеш сад за негова употреба, да се радуваш со љубовта која те преплавува и те менува. И да го возлюбиш Исус како што тој не возлюби таткото, го даде својот единороден син. Значи го даде својот единороден син. Така и ти да се дадеш себе си. И ти да се дадеш себе си, зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, да секој што верува во него. Дали Никодим и Јосиф, тајно кои доаѓаат, веруваат во Исус? Светило се става на свекник да го видат сите. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Бог не го испрати својот син за да му суди на светот. Светот да се спаси преку него. Оној што твори вистина оди кон светлината јавно ќе признае да се видат неговите дела, бидејќи се по Бог во заедништво со Исус сторени. Те сакам Господ Исусе Христе, се што не е од Исус да си замине од секој еден од нас, да си замине од заедниците кои му припаѓаат вистински на Исуса и надвор од македонската земја. Македонија е враќам во собственост на Исуса Христа, се што е не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот. Бегај од мене, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене, во срцево, во душава и на секаде од земјата до небесата. Исусовата љубов нека преплавува. Исцелување за сите оние кои ќе речат: Исусе, дојди, помогни ми, Исусе, се покајувам, простувам, не осудувам, ја прифаќам твојата волја. Дојди во моето срце. Води ме, научи ме да ги љубам сите. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи со наследници.